Добро утро од студиото на Слободен печат. Денеска во наш гостина е Моника Зајкова, председателка на Либерално-демократската партија и пратеничка во Собранието. Овој проект го реализираме во соработка со Градска МК. Добре дојдовте. Добро ве најдов и благодарно за поканата. Јас прво би започнала со тоа дека вчера беше меѓународниот ден на човековите права. Имавме во изминатиот период 16 дена женски активизам, односно активизам и низа настани со кои што се бориме против родово базираното насилство, кое што е најчесто насочено кон жените и кон мажите, но и кон жените. Во Собранието ја имаме ратификувано Истанбулската конвенција, имаме и некои закони, но останаа некои подзаконски акти кои што не се до крај доработени. Што се случува на тоа поле? Добро, пред се во Македонија се уште не може да зборуваме дека сите се еднакви или дека човековите права на секој се испочитувани. Не е прашање само мажите и жените, но имаме и други маргинализирани групи на граѓани, чии што права се уште не се исполнуваат онака како што треба да се исполнуваат. По однос на кампањата за женски активизам, сите тие кампањи се одлични заради покренување на свеста кај населението. Всушност, што значи родовата еднаквост? Ние сме земја која што треба да се поздрави тоа што ја ратификувала Истанбулската конвенција, бидејќи има земји кои што се уште го немаат сторено тоа, но треба да бидеме многу предпазливи да не се вратиме чекори наназад и таа да остане само слово на хартија или со овие антиродови движења да се случи да дојде до нејзино исчезнување, односно неисполнување на целта заради која беше ратификувана. Да, треба да се доисполнат одредени документи, меѓутоа тие подзаконски акти веќе не се надлежност на Собранието, но на институциите кои што се надлежни да ја имплементираат оваа конвенција. Во Собранието остана заглавен законот за родова рамноправност, кој што покрена низа реакции, но и други закони, како што е законот за матична евиденција, кој што исто така многу ја брануваше јавноста. Видовме дека постои неприфаќање не само од општеството на овој закон за родова еднаквост, туку беа организирани протести на кои што присуствува и пратенички, кои што ви се и ваши колешки. Како го доживувате вие тоа? Во принцип се случувало, да речеме, имаше во изминатиот период и некои анализи во кои што се вели дека женските политичарки, значи пратенички, министерки слично добиваат заканувачки пораки. Дали сте добиле вие дел такви заканувачки пораки? И понекогаш се прашуваме зошто и жените некогаш протестираат против жените и зошто поради низа дезинформации токму овој закон некако заглави во Собранието. Така, мислам дека се уште не е доволен концептот и ние сме се уште општество кое што е многу подложно на дезинформации и скривување на фактите и информациите. Од тие причини мислам дека и настана тие случувања кои што ги имавме, но фрапантно е да видите колешки со кои што седите заедно во Комисијата за еднакви можности на мажите или жените и клубот за пратенички, како даваат поддршка на тие процеси, на нешто што за кој што предходно било усвоена по стратегија за родова рамноправност и сите сме се договориле кои ќе бидат понатаму правците, но не ме зачудува толку затоа што сепак сме општество во кое што популизмот и маркетингот е поважно од тоа што суштински ќе се имплементира како одредена политика. Насушно не се потребни напредок во овие области, а за мета на напади секако дека сум била. Значи, можеби ќе кажат, знаете, жените, вие политичарките сте повластени, другите жени и повеќе се мета на напад, но не се жалат. Но сепак мислам дека заради јавниот живот кој што го живееме, дека секако и политичарките се голема мета и не треба тоа да се премолчува, не да се свати како жалење, но едноставно да се алармира
затоа што секој случај на премолчување може да премине и во физичко насилство. А социјалните медиуми, она што ќе го читате и пораките кои што ги добивате, мислам, се до таа мера безобразни, што јас на неколку пати имам напоменато, се случувало да добиваме и срамни слики во пораки, а не само срамни коментари или наградувачки коментари, сексистички, понижувачки, но и коментари кои што може да предизвикаат и такако, односно предизвикуваат говор на омраза и може да преминат во физичко насилство. Потешко ли е за една жена да се пробие во политиката? Вие сте, да речеме, лидер на политичка партија, меѓутоа во последно време гледаме се помалку жени, за разлика од минатото, кои што се имаме, значи носители на функции, на позиции, меѓутоа некако се уште доминираат мажите. Така, доминираат мажите, тоа се гледа и по тоа што чинам дека на прсти на една рака се бројат жени кои што се лидери во политиката во Македонија. Мислам, лидери на политички партии во Македонија. Имаме жени на функции, но сепак тој број е исто така многу мал. Не е само во парламентот, заради квотите кои што постојат, бројката е солидна, односно добра, но доколку ги погледнете другите позиции, градоначалнички, немаме многу. Министарки, да, има, меѓутоа сепак не е тоа многу голем број на жени во политиката, но не е само оседнување на жените на маса само за да се покаже дека нели се запазува процентот или на женска застапеност, но треба се уште да работиме на предизвиците кои што жените ги имаат во секојдневниот живот. Да, многу мина ќе кажат дека ние веќе премногу бараме или дека родовата еднаквост е одамна постигната, но статистиките покажуваат друго. Ние ги гледаме генерално сликата, можеби за главниот град каде има некој поместување во делот на наследување на имоти во платите, но не треба да забравиме дека постојат многу други жени кои не живеат во главниот град и кои што се уште така не се рамноправни и не се еднакви. Во принцип, значи, апропо предходната дискусија, значи сум слушала коментари, да речеме, жените во политиката го посветуваат, нели, политиката бара многу ангажмани, тие коментари ги имаме и во општеството, нели. Сама си го барала, нели, ако е политичарка и е активна постојано, па кој ги чува децата. Значи, за мажите во принцип немаме такви коментари. И дури кога го имаме родово базираното насилство, во принцип секогаш, иако жената е жртва, секогаш општеството ја напаѓа жената. Па да, кај нас секогаш е жртвата поголем предмет на напад отколку сторителот на нападот, и тие коментари не стивнуваат, затоа е потребна едукација од многу рана возраст за да може концептот на родова еднаквост и рамноправност да стане нормалност, а не да биде се уште тема на општеството. Коментари од типот на сама си го барала секој ден читаме. Читаме и коментари дека секогаш кога си жена и ако нешто имаш постигнување, дека некој мора да стои позади тебе, не се цени интелектот. Секогаш за жените не се коментира нивната интелектуални капацитети и ниво, но секогаш се коментира сексистички. Се уште е, нели, убавката, добро облечената, згодната и така натаму. Имаме се уште голем број случаи каде што жртви се жени, од 17 случаи, односно 19 случаи, 17 кривични пријави имаме, нели, декларирано како фемицид. Се уште не е толку актуелно и се уште обвинителството не ги квалификува делата, но де факто се фемицид бидејќи жртви се жени кои што настрадале од својот партнер пред очите на нивните деца. Така да мора многу да се работи на едукацијата, мислам дека таа е клучот за да може да ги надминеме таквите стереотипи и да не биде повеќе ова тема која што ќе ја бранува јавноста, но да биде секојдневие и нормално прифатена. Рековме дека законот за родова еднаквост е заглавен во собранието, меѓутоа многу често слушаме и некако изминатиот период, изминатава година-две, многу закони значајни кои што се остануваат заглавени во собранието. Кои сметате дека е многу итно треба да ги донесеме
И дали сметате дека сега овој пакет антикризни мерки и буџетот ќе се изгласа побрзо или како минатата година ќе чекаме 5 до 12, односно во последен момент, поради блокадите на опозицијата најчесто? Па, пожелно е да се изгласат, затоа што пакетот антикризни мерки не е воопшто мал пакет. Значи, тој опфаќа околу 662 милиона еври, опфаќа многу категории на граѓани, околу 120.000 млади, луѓе над 187.000 пензионери, над 74.000 социјално ранливи категории, над 70.000 компании и низа други корисници на овие пакети. Пожелно е собранието да не прави блокада, односно пратениците да не прават блокада, бидејќи стварно се упатени до категории на граѓани на кои што им се потребни овие мерки. Јас се надевам дека конечно ќе излеземе од матрицата на партицизмот и популизмот и дека ќе работиме она што е во интерес на граѓаните. А де факто дека овој пакет е во интерес на граѓаните, исто како и буџетот, бидејќи ако не се усвои буџетот, знаеме што се случува во една држава. Блокадите се надевам дека во овој пратенички сустав беа многу зачестени и многу закони кои што беа од добробит на граѓаните беа непотребно блокирани, многу закони кои што требаше да донесат реформи во клучни области беа блокирани. Се надевам дека, бидејќи веќе сме при крај на мандатот, дека во следниот пратенички сустав ваквите прашања ќе бидат надминати, бидејќи ако политичарите внатре имаат време за дискусии, за нерационални блокади, неоправдани, граѓаните надвор немаат време да чекаат постојано некој да ги блокира, бидејќи се што се носи на крајот од денот е за функционирање на системот, за функционирање на институциите и за подобрување на животот на граѓаните. Еден од важните закони беше и оној за банки, кој што вие го предложивте. Тој закон е се уште заглавен во матичното работно тело. Истиот предвидуваше намалување на трошоците и провизиите кои граѓаните ги плаќаат кон банките, што е многу добро, бидејќи кога ќе видиме колку профити остваруваа банките во време на криза, сепак треба да се запрашаме дали нешто треба да превземеме, иако нели банкарската политика се уредува самостојно, но кога гледате дека некој нема свест и постигнува огромни профити на грбот на граѓаните, некако треба народните представници да интервенираат. Затоа го поднесовме овој закон и целта беше исклучиво на крајот за добро на граѓаните и нели за зачувување на повеќе пари во нивните џебови, а не на конто на банките. Кога сме кај собранието, не може да не го спомнеме диалогот Жан Моне, кој што се однесува на деловникот. Мислам дека 5 години овој диалог од 2018, значи повеќе од 5 години. Што се случува сега на тоа поле? Колку е овој важен диалог? Колку граѓаните се запознаени, бидејќи имам чувство дека не се многу запознаени за значењето и за функцијата? Жан Моне диалогот е всушност нели еден вид на посредување и медијација со помош на Европскиот парламент и е таму креиран. За собранието наше беше многу значаен, бидејќи во рамки на овој диалог се донесе етичкиот кодекс на собранието, но и новиот деловник за работа на собранието, кој што токму треба да ги превенира некои случувања, односно треба да обезбеди поголема функционалност и предвидливост на самото собрание. Се работеше неуморно изминатите години, највеќе товарот паѓаше на координаторите на пратеничките групи, председателот на собранието, генералниот секретар и службата, но и нормално на комисиите во кои што одеше деловникот. Сепак имаме нов деловник за работа, јас не викам дека е совршен, но праксата ќе покаже дали е добар или ќе треба со текот на годините да се менува, но она што е важно е што за истиот беше постигнат консензус и беше изгласан од страна на сите пратенички групи во собранието, што не се случувало во минатото. Ние сме сведочеле како деловници се менувале само по волја на една партија застапена во собранието, така што консензусот е она што дава надеж. Јас се надевам дека со консензус и со водење на вакви диалози како за деловникот,
дека ќе се обезбеди понатаму и она што значи прогрес на евроинтегративниот пат на државата, затоа што и тоа е многу важен. А по однос на деловникот, добро е тоа што сега предвидува календар на собранието, се предвидува поголема транспарентност, има родова димензија самиот деловник, односно родово базиран, се обезбедува независност на буџетот, што значи независност и на собраниската администрација, така што има низа напредности, но времето сепак ќе покаже. На нас е само како пратеници, но и на оние кои што идни пратеници ќе влезат во собранието е да не дозволиме како во минатото исклучоците да стануваат правила, затоа што се видат дека наметнуваат лоши пракси, понатаму е многу тешко да се вратите назад. Имавме многу бројни скратени постапки што се наметнаа како пракса и низа други работи кои што во рамки на овој деловник треба да се надменат. Ги спомнавте евроинтегративните процеси, никако на тоа поле во собранието останавме заглавени. Сега, според изборната реторика, нели ќе имаме и промена во собранието. Дали сметате дека после самитот на ОПСЕ, после некои случувања кои што беа дека ВМРО ќе изгласа или ќе нема доволно време, ќе започнат процедурите за подготовка на изборите? Знаете како, ние останува на волјата и визијата на секој пратеник каде ја гледа државата и на кој начин гледа како да се стигне до поставените стратешки државни цели. Затоа што на крајот од денот пратениците одлучуваат, не одлучуваат партиите. Иако за жал не гледам поместување таму на реториката и многу ми е жал што како општество никогаш не успеавме да ги процениме моментите и да го фатиме клучниот момент кој што се пружа како шанса за државата. Се надам дека ќе се најде консензус по ова прашање, затоа што многу држави нашле консензус, мислам тие терале политика на други прашања, но кога станувало збор за европската интеграција, секогаш сите биле согласни дека тоа е патот кој ќе го движат и начин на кој што ќе се движат по тој пат. Треба да си признаеме дека единствено со спој со брзиот воз за Европската унија ние можеме да обезбедиме некаков напредок, бидејќи видовме дека како политички партии за жал не постигнуваме консензус за правење на големи реформи во клучните области како што се правосудство, администрација, образование, бидејќи секогаш е поважно да се действува од призма на собирање на политички и партиски поени, отколку на креирање на суштински и системски политики кои што треба да обезбедат прогрес на општеството. Се надевам дека неискористувањето на моментите нема да не чини многу, бидејќи минатите пракси покажале дека многу скапо сме го платиле чекањето. Може би времето е кратко, но оптимизмот си уште владае дека некои работи ќе се променат. И пак ќе кажам, сепак е на сите нас пратеници одлуката дали ќе им обезбедиме подобро секојдневие на граѓаните и дали ќе движиме државата напред или не. Не е веќе во игра политичките партии, но гласот на секој од нас внатре. Тука би ве прашала, бидејќи веќе се навлеговме во темите околу изборите, би ве прашала што е она што е важно за ЛДП во следниви избори. Вие дел од работите ги кажавте, меѓутоа имате и секојдневни средби со граѓаните. Што е она што е важно според вас? Ние креиравме програмски правци насловени под името Секој е важен, во кои што даваме одредени сугестии и мерки како ние гледаме во десетина области. Но она што е најважно е сепак да продолжи патот на евроинтеграцијата. Го завршивме скринингот. Не треба да си дозволиме да останеме уште долги години во чекалната, додека сите околу нас напредуваат. Треба да се стремиме да бидеме во групата со развиени држави, а не да остануваме во групата со секогаш викаме има полошо и ние се споредуваме со тоа. Секогаш треба да гледаме со тие што се подобри од нас. Така што клучот ќе биде тоа. Нормално приоритет останува промената на изборниот модел, односно изборната реформа, бидејќи годините покажаа дека ваквиот изборен модел води кон поларизација на општеството и дека на долг рок не е одржлив.
Реформите во правосудниот систем, каде што впрочем во програмата секој е важен, има и најмногу мерки, секако се приоритет, затоа што жално е да е толку ниска довербата на граѓаните во правосудниот систем и тоа стимулира понатаму низа други проблеми, затоа што луѓето не се охрабруваат да поведат постапки, се викаат зошто да поведам постапка кога таа трае подолго, може нема да дочекам завршницата. Неистата не се охрабруваат да инвестираат затоа што кога немате стабилен правосуден систем и силен, нормално тоа влијае на инвестициите. Економијата секако останува приоритет, особено развојот на малите бизниси. Тоа ќе бидат образованието како клуч и како темел на едно општество и тоа ќе бидат постулатите врз основа на кои што ЛДП ќе преговара за коалицирање или пак ќе настапи самостојно на изборите, зависи од одлуката на партиските органи. Имавме интересни коментари за коалиции, значи меѓу ВМРО, ДПМН и Левица. Сега вие кога го спомнавте коалицирањето, доаѓаат ли овие партии некако во предвид? Според досегашната... Знаете како, ако ги видите кои се приоритетите и ако европскиот прогрес е најважен, тогаш мислам дека природно ќе се издиференцираат коалициите доколку ги имало, кој со кого би можел да биде во коалиција. Покрај парламентарните ќе имаме и председателски избори. Дали сметате дека како општество сме веќе зрели да имаме кандидат жена за председател? Веќе се калкулираат некои имиња, меѓутоа женско се уште нема, додуша е се уште рано. Меѓутоа сметате ли дека сме како општество веќе зрели? Не дека не сме имале премиер за жена, меѓутоа некако последниве години таа позиција е повторно обезбедена за машкиот пол. Па, одамна сме зрели, не знам зашто се монополизира само од машкиот пол, веројатно, но сепак тоа бираат избирачите. И зависи од нивниот глас, така да, по моје мислење, да, општеството е зрело и треба да има жена на таа позиција, но граѓаните се оние кои што гласаат, партиите се оние кои што ги предлагаат кандидатите, ќе видиме зависно од тоа кои кандидати ќе бидат предложени и на крај изборот на граѓаните кои што мора да се почитува. Инаку сакам да дојде времето кога нема да зборуваме повеќе за квоти, нема да зборуваме повеќе за етнички застапености, но ќе зборуваме за квалитет и тој ќе биде примерен во изборот. Бидејќи овој разговор е во соработка со Градска МК, вие живеете во Скопје, би сакала да ве прашам дали Скопје за вас е убав град? Дали сега го доживувате како убав град? Кои се недостатоците во секојдневниот живот? Имаме загаден воздух, во принцип градоначалничка да демантира дека е загаден, иако го чувствуваме и некои мерни единици покажуваат. Гледаме и други недостатоци. Што мислите за Скопје? Дали е метропола? Памтам едно поубаво Скопје, иако сум помлада генерација, многу поубаво Скопје. Некако како да исчезна духот на градот. И воопшто не сметам дека Скопје го заслужува тоа. Можеме да видиме на секаде смет, на секаде темници, пустелија. Мислам, кога ќе одите во европски метрополи, ќе видите па сега непосредно пред божикните празници како изгледаат метрополите. Скопје за жал далеко од метропола, иако можеше да биде многу повеќе. Загаденоста на воздухот одамна е тема и тука сите некако имаме одговорност што и како ќе се превзема. Но не смеат градските власти да молчат или да го негираат тоа, бидејќи статистиките покажуваат дека сме можеби вторчина најзагаден град. Многу често сме највисоко на листата. Но гледајќи го она што му се случува на градот, пак ќе се вратам на она што претходно го говорев, а тоа е одлуките кои што ги носиме како граѓани и на кого даваме шанси да го водат градот. Се надевам дека Скопјани ќе
научат својата лекција и дека ќе бираат по мудро. Иако ова може сега да го кажем и еднострано, не знаеме што внатре во градот Скопје се случува и со какви бариери внатре се расправаат, но не сме заради политички превирања градот да стане пустелија. А гледаме дека оди натаму. Вие на еден плоштад да излезете навечер, освен темница и бездомни куќиња, не може да видите граѓани кои се движат, ниту па може да осетите некаква хармонија и го нема оној скопски дух и скопски шарм што го имаше порано. Да, веќе граѓаните почнаа да се прашуваат дали оваа година ќе остане Скопје ненакитено, бидејќи сите светски градови имаат остане, бидејќи тоа сајми. дава една поинаква хармонија и енергија кај луѓето. Колку и ние да се вадиме на финансиите, треба да ги учиме, односно да учиме од примерите на другите држави, бидејќи гледаме дека европските метрополи направија туристички атракции од тие божикни маркети, гледаме колку тоа влијае на нивниот бруто домашен производ, на економскиот раст и развој, затоа што имате, еве вчера се враќав, имав прилика да се вратам од преку Виене, видов колку наши граѓани беа на летот кои што ги искористиле слободните денови да ги посетат таму божикните маркети. Зошто да нема и Скопје, односно зошто и Скопје да не биде таква атракција и да не го користи својот потенцијал да направи убава приказна и да привлече туристи кои што ќе дојдат и ќе го запознаат градот, но и пред се ќе придонесат за подигнување на нашата економија. Само уште кратко ќе ве вратам, рековме не знаеме што се случува, меѓутоа ние имаме и градоначалници кои што популистички, значи промовираат употреба на огревните дрва. Значи, немаме, во минатото имавме барем мерки во кои што беше забрането да се движат возилата. Се нудеше и дури и бесплатен превоз. Значи, немаме ниту една од тие мерки кои што некако сите спонтано си го прифаќаме тоа како причина, ама ништо не се менува. Можеме ли нешто да направиме? Освен протести, значи да не се протести, затоа што тоа некако стана непопуларно. Освен протести, освен јавно говорење, за жал немаме никакви механизми. Се уште локалната власт се избира на непосредни избори и нема тело, иако многумина мислеа дека Министерството за локална самоуправа е тоа кој што врши надзор, не е тоа надзор кој што врши над работата на општините. Поднос на популизмот ни ја уништи државата, затоа што се креира популистички, а не се прави системски. А поднос на она што ни останува да чекаме веројатно подобри времиња или да се бориме во советите. ЛДП има свој советник во градот Скопје, Никола Пановски, кој што е доста активен и дава своји иницијативи, мерки, но на крајот знаете како да работите. Сепак зависи од политичката волја на останатите членови на Советот. А она што се случува таму гледаме дека е неодржливо и на крај сметката ја плаќаме ние скопјани. Јас ви благодарам за разговорот. Благодарам и на вас. Пријатен ден.